Гледачи, добро вечер. Уште еднаш имаме нов гостин во студиото и уште еден лекар. Тој е доктор Оливер Зафировски. Докторе, добро вечер. Добро вечер, чест ми е што гостувам вашата емисија. Мислам дека со прашањата и одговорите ќе ги задоволиме гледачите на се оно што сака да прашаат. За жал, со докторите не можам да зборам за вашата професија. Во кампања сме локални избори 2021, но еве малку кажете ни за себе, што сте по струка како лекар, што е вашата специјалност, што е вашето CV, семеен статус и така. Обично се поставува прашање зошто толку доктори во политика. Јас ќе цитирам еден познат мој професор, викаше затоа што има многу политика во здравството, затоа има и многу доктори во политика. Што се однесува до мене, јас веќе 32 години работам во Институт за белодробни заболувања кај децата Козле. Таму почнав као млад доктор, па после специјализација, субспецијализација, станав примариус, па после бев едно време заменик генерален директор и после 2006 до 2017 година бев генерален директор на институтот или познатава детската болница Козле, која што навистина беше со целокупниот мој тим. Направивме од една стара, дотраена барака, направивме најнов мини клинички центар. Секако, задоволство сакам да ги поздравим моите колеги кои што сега се во пензии, сигурно не гледат, кои што секојдневно не пратат како правиме и што работиме, бидејќи тие се дел од таа институција и останавме една од најхуманите институции. Големи тешки искушенија имавте овие 2 години? Овие 2 години секако имавме искушенија во друг аспект, нели, и дојдоа на власт една нова гарнитура која што ние многу повеќе бевме посветени на медицината, на здравството, на менаџментот, но еве гледате како се справија само со пандемијата, што сега е доста актуелна последните 2 години, а јас сум као доктор, за институцијата и моја беше во прв момент ковид центар за деца и до ден денес веќе уште некој месец ќе направиме, значи 2 години као што сме во ковид центар. Не само деца, еден период, бидејќи беше најсовремена, нашава клиника буквално као приватна болница и стално кои имаме колеги надвор од Македонија не прашуваат дали ова е приватна клиника. Браво. Значи ова е државна болница и јас би сакал не само мојава институција, туку и сите други болници да заличат како што е институтот Козле, бидејќи и сами знаеме што се случи пред непол месец дена во Тетовската болница, која луѓе на жал почина на воени извонредни тешки услови кога дојде до оној пожар. Значи ги воведовме сите стандарди за нова болница. Значи кај нас имаме централен довод на кислород и нема никакви шанси, значи безбедноста и квалитетот е на прво ниво. Ви благодарам за сево ова и ви посакувам и натаму успешна работа, но еве, зошто се кандидиравте? Зошто од вашата професија идете во политички води и се кандидирате за градоначалник на општина Карпош? Во основа градоначалник треба да е менаџер. Стално знаеме и зборуваме со колегите и со колеги, јас сум бил прво и советник во општина Карпош 2009 до 2011-12 бев советник во општина Карпош. Имавме тогаш поради двојна функција која што ја донесе тогашната влада, значи мораше да се откажеш или од советничкото место или од функцијата директор. Но ние веќе бевме во една напредна фаза за обнова на мојава клиника, имавме голем број на едукации кои што ги започнавме и јас се одлучив да се откажам од советничкото место во општина Карпош. Тоа што сакам да надачам дека на вистина 2 години бев и доста добро ги познам проблемите во општината Карпош и као советник сите институции таму што работат, одели, дали тоа е за урбанизам, дали е финансиската служба и веќе имам едно искуство кое ќе дојдам во општина, што на вистина е потребно да имате искуство пред да дојдете као функција градоначалник. Ви знаете како функционира администрацијата, кои се основните работи, кои треба да се исполнат за да може на администрација да даде одговор. Еве можеме со понос да кажеме дека Карпош е прва дигитализирана општина, што значи дека по пат на многу полесен пат ќе дојдеш до било каква информација и она што ти е потребно, не мораш да одиш во општината за да дознаеш. Ја пофаливте во општината, но се кандидирате затоа што претпоставувам имате некакви замерки. Што е тоа што не чини во општината? Што и треба на општина Карпош? Вака се, пред да се одлучам, јас долго размислав дали да се нафатам на оваа тешка трка која што секако ќе биде долга, но мојот Карпош почнува да запаѓа во апатија. Јас долго живеам во близинава на општината, општинската зграда не е завршена, а сега општинската зграда е во склоп на училиштето, што не е соодветно да и општинската зграда и децата бидат на едно место.
Она второ што навеќе ми сметаше зеленилото, парковите, ги снема пред нашите очи. Значи зелените качиња. Сето тоа стана заради недомаќинското работење на претходниот градоначалник, буквално Карпош наличува на една пустина. Значи се тоа не е домаќинско работено, ги нема зелените паркови, имаме една страшна градба, на дивење на нови згради кои што веќе ги на нови градби, една бетонизација, а ние бараме една хуманизација на Карпош. На Карпош му е доста од згради, ќе се згради, но сепак да има некој начин како, каде, што. Она што беше и најтрагично во зидањето, во малските, во малата, кои што нема згради, значи живеа луѓето еден нормален живот со куќи, да може да се паркира до својата куќа, да се почна да се прават згради на 3, 4, 5 кати, и бидејќи овој месец денес сме во контакт со сите наши пријатели, комши и граѓани што живеат во општина Карпош, назначува дека од денес во една уличка има една, се почна за неколку години веќе има и 3, 4, 5 згради кои што го пореметуваат животот и начинот на живење на тие луѓе. Што е она што е битно? Не само што ќе се зголемат бројот на жителите, туку има потреба како од училишта, како од детски градинки. Моментално имам делови кои што имаат поголема потреба од детски градинки, училишта, има делови кои што има помал број на деца што посетуваат училишта. Останато тоа што секако и не е најбитно, јас живеам во Карпош 3 и спортската сала Партизан со години се ветува дека конечно ќе се направи, ќе биде, ја гледаме руинирана, како пропаѓа, и еве јас од ова место можам да ветам како иден кандидат за градоначалник, и ако дојде нели да бидам градоначалник, прво што би се обидел да ја направиме и комплетно да ја ревитализираме спортската сала Партизан, кој што е на синоним за спортското за Карпош 3. Тоа стана Партизан салата стана бугарска пругата кон Бугарија. Сите ја прават, па ја имав сигурно едно 10 прилози до сега, сликање, сечење ленти, почнуваме. Кој што гледам, ја бев таму, шајка не е закована. Не само шајка што не е закована, и џамовите, вратовите, се е тоа однесено и делува, бидејќи таа е во близина на Сити Мол, делува една зграда која што е современа и една останата запустена спортска сала која што навистина беше белег за Карпош 3 и Карпош 4, и тука многу ние како млади луѓе поминувавме во таа спортска сала, но за жалост и покрај ветувањето на многу бивши градоначалници, таа уште стои така и буквално работ на времето ја јаде. Може ли да се остари у Карпош и да бидеш здрав? Или краток е животот и се пократок ќе биде? Лекар сте, добро ги знаете луѓево. Искушенијата на живење урбано, каде што е се поголема гужва, не е само физичкото, не е само туку и психолошкото, но најмногу од се и загадувањето. Така е, значи ние знаеме колку порано беше Карпош убав, пак ќе кажам зелен, чист. Нехигиената, ако појдете во Карпош 1, ќе видите колка е нехигиената. Значи, да не збориме па за зелено каче Карпош 1, Карпош 2 и да нема. Проблемот со паркирање. Значи, ние не може да препознаеме дека живееме во Карпош. Аерозагадувањето, и како смета. Изванични податоци што се однашава Завод за статистика, заради аерозагадувањето, не во Карпош, во на ниво на Македонија, над 1200-1300 луѓе го губат животот ради тоа зголемено аерозагадување. Знаете, и овие години што помина, ние бевме шампиони, неславни шампиони во аерозагадување на светско ниво. PM чистичките, PM2, PM10 беа на највисоко ниво, кој што поради, нели, дали се од дизел моторите, дали се од сообраќајот, дали од индустријата, но имаше и многу диви депонии кои што допринесуваат да аерозагадувањето кој што штетно влија на здравјето на луѓе. А посебно на луѓе кои што имаат хронични болести белодробни. Вие сте пулмолог? Да, јас сум по вокација пулмолог, педијатар, пулмолог, алерголог, претходно работев на интензивна нега, така да основавме и центар за цистична фиброза и таму работевме. Така да педијатар, пулмолог со искуство, што би се рекло народски. Што се вика, народ ве знае сигурно. Простете ми и фала му на Господ што не ве познавам, тоа значи не сум имал некоја голема потреба, ја или некој мој близок, ама у градов мислам дека е вистинска епидемија на загадување, на болести на белите дробови, од загадување, а и со коронава остануваат, знаеш, човек да се праша, не го пуштајте човеков градоначалник да биде, ни треба, многу опасни времиња ни одат.
Така е. Аерозагадувањето и смета на белите дроби, бидејќи белите дроби се единствен орган кој што е во контакт со надвршната средина. Така да секое зголемено аерозагадување директно негативно влијае на белите дробови, како на возрастните, а уште повеќе на децата мали. Секако имунитетот со аерозагадувањето и се она што носи зголемен број на вирусни инфекции штетно влијае, така да мора да имаме една чиста, здрава околина. Може ли да помогнете нешто да се направи во градов, во Карпош? Јас веќе ова е четврта моја книга, Здравјето, времето Може и да аерот. видам? Да, повелете, ова ви ја посветуваме на вас. Благодарам. Да. Благодарам. Ја мислев ќе ја презентирате само. Ви Ќе ја благодарам. презентираме, да. Што е заедно- оваа книга? Тоа е баш како климатските, со колегата професорот Владо Спиридонов, кој што е професор на Природно-математичкиот факултет и долгогодишен раководител во УКМР, нашето другарство кое што трае од студентските денови, ова е наша четврта книга и се зафативме со климатски промени, со аерозагадување и како сето тоа влијае на здравјето на луѓето. Ние бевме меѓу првите кои што и на телевизии се појавивме со една биометеоролошка прогноза. Тоа е една софистицирана работа да знаеме унапред неколку дена какво ќе биде времето и како ќе влијае на здравјето. Не само на луѓето што имаат хронични белодробни болести, туку луѓе со кардиоваскуларни заболувања, луѓе со невролошки, со ревматски заболувања. И беше една многу добра идеја, но тоа беше само почеток. Но тој почеток вроди со плод, кој што направивме книги, а последната наша книга е откупено Springer Nature, тоа е една од најпознатите светски куќи издавачки кои што ги откупи нашите авторски права и овие денови чекаме и да таа биде да може да се веќе ќе излезе во ќе го види светлото на денот и ќе може да ја купат и нашите луѓе и на светско ниво кој сака може да ја нарача. Само ова да ве прашам, што мислите, Карпош му требаат капитални проекти или на Карпош му треба измена на концептот на живење или подобрување на концептот на живење? Убаво прашање на Карпош му треба една хуманизираност, хумана, значи хуман концепт. Што значи тоа и како би се Па извело? хумана значи ме доволно е Карпош 1 во делот кој што е Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, буквално нема кај да оставите коло. Значи толку е веќе има Како ќе се реши тоа? Значи ние во нашава програма веќе имаме да направиме 5 еколошки катни гаражи кои што ќе бидат некаде до 800 нови паркинг места со што на некој начин би го намалиле гужвата и проблемот со паркирањето. Секако Карпош веќе во Карпош во овој делот, ако веќе се зида, би требало да се зида на од левата страна, со тоа е нели населбата Злокуќани, населбата Бардоси, кај што во тој дел има простор да се зида. Но во овој дел на вистина од левата страна на реката Вардар до водно на некој начин би требало да се стопира. Онаму кај што има потреба да се зида, пред се збориме кога поминавме со целокупниот мој тим ги посетивме многу голем број на домови на луѓе. Има луѓе кои што сака да направат од една стара куќичка мала доградба заради ревизија на некои дупови, стопирано е правење или дозидување на некој мала санација на куќата заради тоа што се стопирано зидањето во Карпош во тој дел. Така да она што има потреба од граѓанинот ќе му дозволиме, но не да се прават джиновски чудовишта од 15 до 18 ката кои што негативно влијаат како на здравјето на луѓето, така и на целокупното домување и живење. Му требаат ли некакви капитални инвестиции? Потребни ли се во Карпош? Под капитални инвестиции секако она што и мој предлог е, значи зеленилото кој што е недомаќински раководено последните години, комплетно треба да се обнови. И ветуваме нови 20 до 30.000 метри квадратни зеленило. Ако некој сака да зида, прво би побарале колку може, односно минимум било негде околу 500.000 метри во зависност од габаритот на таа зграда да направи ново зеленило, па после тоа да може да зида. Не само да се зида, да се бетонизира, а кој ќе излезете нема ни едно дрво, нема ни една клупа, нема ни едно зелено катче, а имаме деца кои што не можат да им требаат детски игралишта, мали катчиња кои што можат нели да излезат и да поседат на малку поинаква климатски услови. Вие како лекар сте ординирате, кај вас ќе дојде пациент, отприлика уште кој ќе се фати за врата, веќе диагностицирате. Колку сте поискусни, знам вие лекарите веќе имате и трето око уште пред да изговори. Но сега сте во обратна ситуација, идете на терен и се сретнувате со граѓаните. Што ги боли? Што се жалат? Што не им чини? Што бараат? Значи, граѓаните бараат комплетно да се смени Карпош. На Карпош му треба
и социјална програма. Ние заборавивме дека треба да се Карпош има над 12.000 пензионери. Тоа е негде 20% од населението во Карпош. Та Карпош му треба еден современ пензионерски дом. Што значи дом не само да има содржини, треба да има еден мултифункционален културен центар. Значи да има доктор во тој старач дом за пензионери, бидејќи се работи за луѓе кои што се здрави. Им треба содржина за живот, им треба забава, да можат да се дружат во тој дом, а не само ова што останува нечист воздух и бетонизација на Карпошот. Така да на нас ни требаат доста пензионерски домови кои што ќе можат да одговарат на потребите. Бидејќи знаеме дека имаме и денеска во емисијата на македонската телевизија, зборавме голем број на млади луѓе, сепак Карпош ги губи. Тие луѓе заминуваат од Македонија и останува население кој што се е во возраст. Затоа што нема работа. Нема работа. Да, работат. Он ако живее у Карпош, што му вреди колку е тука и зелено и убави станови, кога нема работа? Да, ние понудивме една програма да сите ученици уште во гимназијата да правиме да им дадеме стипендии, студентите кои што се едни од подобрите, исто така ќе им дадеме стипендии. Имаме една нова идеја да во областа на Бардовци направиме парцели кои што нема да бидат големи, негде од 200 до 300 квадрати. Ако треба, значи општината ќе им го даде земјиштето по цена која што е поволна, ќе им дадеме дел од урбанистичкиот план, ќе го смениме што е потребно за нив, комуналите ќе ги намалиме и секако ќе возможиме поволни кредити за да можат тие да си решат стамбеното прашање. Знаеме дека сега квадрат во Карпош е многу, за само неколку години се зголеми од 1100 до веќе 1400-1500 метра, 1500 евра квадрат. Навистина тоа е голема цена, за да можат еден млад луѓе да му треба кредит кој што треба цел живот да го исплаќа и да остане тука. Докторе, уште полоша е ситуацијата. Еве, пријателски да ве информирам, како новинар следам, цените на идните станови што ќе бидат во цел свет апсолутно идат горе. Значи, цената на железото, цената на репроматеријалите, цената на изолации, бетони и така натаму отиде на нагоре во Кина, има недостаток, све се издремети овие 2 години и тоа ќе биде уште поскапо некој да гради и некој да купува. Така што имајте го ова во предвид, не знам што да кажам. Не, тоа веќе можеме да го видиме нели од медиумите дека се очекува една таква криза и енергетска криза што ни престои веќе во Албанија имаат потешкоти со таа енергетска криза. Навистина сите тие ресурси ќе поскапат, што автоматски ќе значи поскапување на метар квадратен стан. Све ќе поскапува. Све поскапува. Ќе имате големи искушенија. А пензиите нема да идат горе. Тоа е со пензиите, платите се тука. Не, дали ќе имаме пензии, ние денеска го дискутиравме на трибина. Немојте, докторе. До таму сме дојдени? Не, до таму сме дојдени. Ние гледаме колку млади луѓе излегува. Така, па ќе нема кој во пензискиот фонд да придонесе. Како ќе добијат луѓето кои што работеле често отишле во пензија, некој треба да работи за да ти имаат пензии. Не знам кој годиште се, знам дека сте искусни, ама памтите дека во некое време еден пензионер на еден вработен имаше. Така е. А сега се 3 пензионери на еден вработен, ако не и повеќе. Нормално баш ја гледавме таа политика, порано имаше, значи, 1 до 20 пензионери, 5 вработени. Сега ќе дојдеме еден вработен, еден пензионер и можеби се повеќе пензионери ќе имаме и ќе бидеме земја на пензионери. Но јас се како мојата идеја, не мора секој да живее во Скопје, не мора секој да живее во Карпош. Ако излеземе малце од Скопје, ќе видиме дека сите останати места, маливе места, посебно дали е во западен дел на Македонија или во источен дел, да не збориме за Кочани, Виница. Да, сега бари има здравствена заштита, интернет, ко телекомуникациите функционира. Ќе видиме дека се оцелени. Тие места, значи, се запустени, најголем број од луѓето веќе се оцелени. А животот е таму прилично ефтин. Прилично па да ти кажам, јас се спремам да пакувам куферите. Јас сум градско дете, Скопје центар, ама сакам раат пензија да бидам. Дека нема више раат во градов. Во центар не. Карпош има последна шанса да ја искористите. Или ќе стане навистина невозможно место за живење, или ќе го направите конечно малце да здивнат граѓаните. Па мора да го направиме поинако место. Јас порано сум живеел во центар. Во центар тука живеа мајка ми и кога треба да ја посетам, ја мора да идам во недела, кога нема собраки, тоа рано собрали, кај 8 кај 9, да се напиеме едно кафе со незе. Инаку во тек на од понеделник до петок е невозможна мисија да влезете во центар. Иако имаме паркинг плат, живееме во оној делот кој што е
до кафичот Тренд и буквално има тука и таксисти, тука има министерство, Не може да влезете. Само велосипед. Само велосипед. Па јас така го па сега решавам. многу убаво кажавте дали треба па да ги смени малку навиките. Значи ние малце треба Ама да ќе ги смениме смениме навиките. совеста. Ама Зашто ни не треба возиме малце велосипед? Зашто не возиме електричен Ама тротинет? нема велосипедски патеки. Ние Така имаме е. парцијални. Така Има супер Карпош, да речеме од Карпош 2 до Сити Мол до мостот Обединети нации. Ама понатаму, значи Така. друго е ја да можам да го шпартам Скопје од крај на крај и да не му се секирам дал ќе погинам затоа што имам своја патека. Така, Парцијално, значи тоа се работи кои мора да се направат. Па и луѓе ќе пешачат повеќе. Ама немаме конзистентност на патеката кеот. Па кеот функционира од една страна, не функционира од друга Од другата страна е запуснен. Така да во план е, значи, е на комплетно хортикултурно вредување и на другата страна на од реката Вардар, кој што од кај нас нели едната страна во Карпош е средена, но од другата страна е запустена. Добро така е што сте го мислеле и тоа. Го имаме тоа во програмата со стручњаци кои што си го работат, обмислено е, ставено е и чекаме да почнеме. Но мора да влијаме и на свест. Еве јас ќе кажам дека доста ние имавме едукација во Словенија и се сеќам со колеги некои одивме и викаме што е ова пред секоја зграда точкови, толку велосипеди. Значи тие ако има и да е дожд и да е ова, само времето кога ептен е лошо, ќе запалат кола за да отидат до работа. Ние буквално нема семејство кој што нема веќе 2 автомобили. И како видиме најголем број на нашите граѓани сами се возат еден, максимално 20. Но почнува од изградба на инфраструктура. Така е. Колку повеќе има велосипедски патеки, ќе има повеќе и велосипедисти. Бидете убедени. Не, сигурни сме во тоа и ние ќе форсираме да се направат и велосипедски патеки. Едната од нашиве проекти што е, значи сакаме ова трим патека. Иако Карпош има стварно највеќе услови за има такво услови, нешто, значи да не збориме Карпош, да не зборам овие други се катастрофа. Но еве од Долно Нерези до црквата Свети Пантелеймон има едно патче. Сакаме да направиме на преубава трим стаза за да можат и велосипеди и да пешачат. Од Долно Нерези, оној стариот пат што води до црквата Свети Пантелеймон. Така. Да направиме да можат луѓето да спортуваат. Тесниот пат да го направиме. Две коли не може да се. А ова е голема работа, што не го кажавте одма, докторе? Не, ова го чуваме како да крајме, еве ми спровоцирате, ми спровоцирате, на вистина има цела една екипа од луѓе кои што работат. Има тука обвошки, има лозови насади, многу убава природа е тоа. Така. Ама тука све коли, нешта без неа, тесно. Така е. Може да се направи тука трим патек? Може, зашто да не се може ако се сака. Значи нешто не правиме ние некој, не знам, најсовремен, не знам, архитектонски објект, правиме да може патот да биде нов пат и да направиме трим стаза и она што ни посочи една граѓанка наша вика дали би може да направите пошто ние нели не возиме често велосипед, сакам да има тука да си платам 50-100 динари и денеска сакам да спорствам да се рента. Исто и за електричните тротинети. Значи да можеме, еве сакам од Ѓорче Петров да се возам до Карпош, плаќам рента 100 динари, се возам, гостам, понатаму го зима некој друг што му треба. Малку мислам дека треба да ги смениме ние навиките. Многу сме тешки на промена на навики, дали тоа е дел од Балкан, но мора, зашто тоа е во интерес на сите наши граѓани. Ако не ги промениме навиките, тешко да се. Ви благодарам за експликацијата, за презентацијата на вашата програма. Ви посакувам успех, докторе. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Оливер Зафировски, кандидат за градоначалник на општина Карпош. Видете така, ќе продолжиме по кратка пауза.